Почитувани представници на медиумите, мене ми е особена чест што денес можеме заедно да го најавиме концертот што ќе се случи во сабота во Националната установа Центар за култура Антон Панов во Струмица. Музичка приказна со своји зборови, повторно екипата на Јуфорију. Долго го спремаме овој настан и има позитивна енергија, веќе почнала една убава возбуда да се случува кај сите нас. Ова година на сцената ќе имаме исто продолжен дел на составот. На клавиатури го имаме искусниот Горан Мицев, долгогодишен член на групата Јупитер. Еден млад джез пианист од Куманово, Јован Цветковиќ. На тапани Маријан Стоилов, на гитара Зоран Трендов, на перкусии Стојан Иванов и двете дами што го разубавуваат составот Слободанка Иванов и Анастасија Цамбуле. Ова година програмата ќе биде склоп од авторска музика и популарни ексју хитови. Интересно е тоа што сите песни се направени во наши аранжмани. Се трудиме секогаш да бидеме малце поразлични од тоа што е на оригиналните носачи на звук. Од годините имавме специјални гости како Дао Топич, Владко Стефановски, хор од Гортинија, од Гевгелија, стринг квартет од Белград и се вклопувало во тој фазон на музика. Ова година малце правиме нешто друго. Имаме специјални гости, Кут Гоце Делчев од Босилово. Значи, се трудиме оваа година да ја споиме традицијата и модерната музика во една композиција. Тоа ќе биде баш интересно. Направивме една кореографија, што нема да кажам, нема да откриам кој е, да биде изненадување. Со нов аранжман и се надевам дека публиката ќе биде среќна со тоа што ќе го види во сабота. Не само мои, туку на сите нас, и јас, и Зоки, и Маријан, почнавме јас почнав моите почетоци со бас гитарата се во Кут Гоце Делчев Босилово. И интересно е што сега ги поканивме луѓето што заедно патувавме, нашата генерација уствари, што заедно поминавме многу интересни моменти, патувавме по турнеи и се дружевме стално и тоа е посебна емотивна врзаност кон целата екипа и срекни сме што прифатија сите без никаков проблем и ќе дојдат, ќе го направат тоа што треба да биде како што е замислено. Искрено не сме размислувале, ама тоа никогаш не е исклучено од опција. Сега ние очекуваме да се објави нов албум, што можно, значи во секој момент можно албумот да биде објавен од страна на Кроација Рекордс. Албумот се вика Зачарани круг и тоа за прв пат сега зборуваме јавно за тоа. На концертот ќе бидат застапени неколку композиции премиерно пред струмичката публика од новиот албум, затоа што секогаш се почнуваме од Струмица и со нашата публика и ќе ни биде чест за прв пат да слушнат и да видат некои нови дела. Исто ми е жал што многу луѓе од страна, многу колеги се јавија што сакат да присуствуваат, ама поради овој викенд што е малку сгужва со матурски забави и со свадби, многу колеги не се во можност да дојдат. Ние се потрудивме да направиме уште еден термин, ама е технички невозможно, затоа што јас следната недела ќе патувам за Будва со Владко. Центарот за култура нема слободни термини и така да ќе остане само тој термин на 16 мај. Здравје тие сите што нема да можат да дојдат во некоја наредна прилика, се надам.
Новиот албум, новиот материјал, може да откриеме нешто плюс или ќе се прави повеќе информации кога официјално ќе биде промовиран, или само да дознаеме дали е нешто слично или продолжување на тој претходниот или нешто сосема поразлично? Новиот албум можем да открием дека имаме едни баш специјални гости на албумот. Тоа се Васко Тодоров и Раде Шербеджи. Се држиме на тој фазон на музика како до сега. Има неколку необични работи за модерното време. Баш се случи една песна што трае можда 8 минути и на луѓето што слуша пред објавувањето и од Кроација и кај нас сите беа во фазонот кој радио ќе ја пушти оваа песна. Ама кога е нешто направено со душа и со не е направено со поглед да некој го пушта тоа, ако направено е за ако некој сака да го слуша, тоа да го слуша. И така да има доста интересни номери. Немам многу да откривам, ќе оставам кога ќе биде објавен албумот да се дружиме пак повторно и да разговараме специјално на таа тема. Во однос на точката што ја спомнавте со Гоце Делчев, културно-уметничкото друштво, значи ли тоа дека некако ќе имаме можност да видиме фолк? Да. Залутрена сцена? Да. Значи тоа е баш музичка приказна со своји зборови, така го најавивме концертот. Целта на тоа е да се спои фолклорот и рок музиката во една композиција. И баш сакам тоа да го најавам, тоа е интересно, бидејќи секаде каде што патувам до сега со Владко, викат дека во Македонија не пеј, не свири, не играј и буквално тоа ќе го пренесеме на струмичката публика.